Со главно познатиот наратив продолжува предизборната кампања по првиот круг претседателски избори. Дел од аналитичарите децидни дека политичките партии немаат простор и време многу да менуваат во својата реторика, бидејќи стратегиите им се порано испланирани, иако повеќето од нив се покажаа како неуспешни по изборниот ден. СДСМ ги користи старите пораки дека само тие нудат евроинтеграција на Македонија, додека ВМРО ДПМН со однапред добро испланирана стратегија доби двојно повеќе гласови од социјалдемократите. Па од тука и нема потреба од големи промени во предизборните настапи. Имаме одлив на гласачко тело, меѓутоа тоа е резултат на недобро осмислената стратегија. Не ги зема во предвид резултатите од локалните избори, што требаше да бидат голема полка на нив како партија, и од друга страна си себе си дозволија да бидат на еден или друг начин во коалиција со ДУИ. Стратегијата на ВМРО е јасна од самиот почеток. Тие ја подготвува веднаш после локалните избори со постојаното отварање на афери за корупција, за криминал и така натаму. Доста добро ја вода таа кампања и мислам дека нема да потоа таа кампања. Европскиот фронт се соочи со пат на рейтингот, а на контото на Буер Османи се видоа тие 20.000 гласови од помалите коалициони партнери на ДУИ. Од друга страна, за прв пат имаат сериозен противник, коалицијата вреди. Реториката е иста, со тоа што тие се за жал во дефанзива во однос на ВМРО. Изјавите што беа на Лехмети претходно против Мицковски покажува напад за одбрана, отколку што беше напад заради напад да го атакува Мицковски. Тоа после тоа што се случи со УЧК јасно покажува дека тие само играат само на албанскиот национализам во моменти кога нивниот рейтинг паѓа. Таму не може и ни да сака да сменат нешто, не може да сменат. Другите политички партии, условно наречени помали, немаат јасен концепт на кое гласачко тело се фокусираат и лутаат во предизборните ветувања. До нив тука ги издвојува Левица и движењето Знам, кои знаат точно на кој електорат му се обраќаат, а тоа се виде по првиот круг претседателски избори.